Ноември ќе ги одбележи 60-тите председателски избори во САД кои се одржуваат на секои 4 години од 1788 година. И додека процесот има многу преседани кои се уште се користат, тој на многу начини се разликува од она што ние би го препознале денес. Кога беше предложена функцијата председател за време на изготвувањето на уставот, веќе имало широка согласност за тоа кој треба да ја има. Предизвикот бил да се убеди кандидатот и да прифати. Откако ја предводел континенталната армија до победа во Американската револуционерна војна, Џорџ Вашингтон се радувал на мирниот пензионерски живот, но сепак во 1787 година повторно се вклучил за да помогне во изготвувањето на уставот. Но речиси веднаш штом се вратил на неговата фарма во Вирџинија, пријателите и обожавателите од целиот свет го молеле да го прифати председателството како единствена личност со доволно широка поддршка за обединување на новата нација. Вашингтон ја одбил понудата повеќе пати пред неволно да ја прифати, надавајќи се до изборите дека некој друг ќе биде избран. Неговата желба не била исполнета, со што ова биле единствените председателски избори на кои победил некој што не ја сакал функцијата. И покрај немањето конкуренција за председателската функција, ова била прва шанса да се спроведе во пракса уставно предвидениот изборен систем. За изборите би одлучувал изборен колеж составен од електори од секоја од државите, при што секој државен законодавен дом е слободен да одлучува како ќе бидат избрани нивните електори. Во Конектикат, Џорџија, Јужна Каролина и Њу Џерси, електорите едноставно биле назначени од владата, додека Масачусетс, Њу Хемшир, Вирџинија, Делавер, Мериленд и Пенсилванија одржувале избори. Сепак, овие биле единствените 10 од оригиналните 13 колонии или држави што учествувале. Северна Каролина и Род Ајленд допрва треба да го ратификуваат уставот, додека Њујорк не успел да назначи ниту еден електор поради ќорсокакот меѓу неговите два законодавни дома. Со оглед на трите држави што недостасувале, 4 држави без народни избори, а гласањето било ограничено само на бели мажи кои поседуваат имот во преостанатите 6 држави, тие председателски избори имале најниска излезеност во историјата на САД. Во тоа време на секој председателски избирач му биле давани 2 гласа, од кои секој требало да се даде за различен кандидат. Кандидатот со најмногу гласови би станал председател, додека второпласираниот би станал подпредседател. Од 72 електори кои биле на 4 февруари 1789 година, тројца не гласале, додека останатите 69 едногласно гласале за Вашингтон. Подпредседателското место сепак било оспорено. Џон Адамс на крајот ја обезбедил позицијата, добивајќи 34 гласа, а некои исто така отушле на Џон Џеј, Роберт Харисон, Џон Хенкок и други. Првите председателски избори во САД биле нов настан, прв од ваков вид не само во земјата, туку и во современиот свет. И покрај предизвиците и необичностите, САД успешно воспоставиле институција која непрекинато функционира 236 години, со што САД стана и најстарата функционална демократска земја во светот.